Маргиналци и интелектуалци. Драги мои господа маргиналци и мили мои колеги интелектуалци. Има неколку причини што вака ве спомнувам. Што на вас овој збор се однесува? Погледнете сега, мои мили маргиналци. Знам дека тешко вие што ве узурпираат на спомен на Бог. Ве тероризираат, се нешто ви кројат. Знам и сигурен сум, како што терате деновите ви се бројат. Чуму толку ве задеваат, може би дека не ве сакаат, па ви се подсмеваат. Интриги ви смислуваат и како да загосподарат со вашето срце. Лаги измислуваат, проклети масони, проклети дарвинисти и разни нацисти, што толку вас вегетоизираат и нови начини да ве брендираат, па после со пароли против вас да скандираат. Се нешто измислуваат, тајни седенки против вас прават. Служби разни, на муабети празни. А има и една друга група со јасна идила. Ним се им е јасно, ниедна идлија не им е гнила. Интелектуалци разни учат и се образуваат. Да не бидат маргинализирани се обидуваат. Кога ќе видат некои маргиналци нови со идеи празни, си викаат, Господ да ги казни, кажуваат сказни. И не сакаат подразно да видат маргиналци. А пак од друга страна ете ги маргиналците и тие не ги сакаат интелектуалците, си викаат ние сме попаметнии. Нас повеќе не бива, а овие интелектуалци што толку им се восхитуваат. Не веруваме ние во луѓе, нити во сторенија, туку во нас веруваме. Ние сега ќе бидеме главна шема, и така овие маргиналци стануваат преку ноќ интелектуалци и интелектуалците ги маргинализираат. И крвта нивна аристократска им ја испиваат. Деноноќно се обидуваат и смислуваат како местото на интелектуалците да го уништуваат. А интелектуалците тажни како тажен врнежлив ден. Се чувствуваат дека секој миг што учеле им бил залуден, забораваат дека не учеле. Да се зазанимаваат со маргиналци, туку учеле во име на Бог. За добробит на човештвото, за добробитта на маргиналните, како и за разни други видови и групи. Оделити кои од власта не се сити, да им дадат ука и да им дадат свест, дека своето знаење ќе ги смени и дека маргинални групи не треба да постојат. Туку секој треба посебен да се чувствува од Бог избран намесник. Да не биде штетник и клеветник, ниту да се чувствува Дариевскиот сој. Заради својот одбран број. Бог различни не создал и лик најубав ни дал. Не украсил со семејства, богатство и ни дал деца. Да се радуваме со сите нив и да не тагуваме. Да не запаѓаме во депресии и да се жалостиме. Туку како верници да се радуваме и да не пакостиме. Маргиналци и интелектуалци не се избрана група. Напротив, тие се тука како пример за да никој не заталка. Па да се оплакува или да се воздига, да. Подпевнува во себе дека е осаменик. А всушност може би е давеник, се дави во сопствената глупост и еуфорија. Нема подобро од тоа да ја искористиш својата памет и свест и да сега направиш добар гест, да бидеш поборник за подобро утре за сите, затоа. Биди човек и пријател и поправи си ги мислите.